Да, благодарам. Прво, вие од компјутерите, со оглед на тоа очигледно дека бевте задоволни, се префрлите на јавниот долг. И јавниот долг овде беше неколку пати разговаран во оваа пленарна сала и особено на Комисијата за финансирање и буџет. Со оглед на тоа дека јас секогаш имав по 3 минути да одговорам, сега имам малку подолго време и ќе може малку подобро да се запознаеме со генезата на јавниот долг во државата. Јавниот долг во државата може да го поделиме во 4 фази од низиното практично основање. Јавниот долг точно беше наведен како една од тезите на претеничката. Заменик министре, вие говорите, Значи, јас прво, сум тој ние имаме, според деловникот кој што цени прво, кој збори 2008 година, јавниот долг на државата бил 22% од бруто домашниот производ. Значи, 2008 година. Јавниот долг 2015 година 46,6% јавен долг на државата. Значи, тоа е пута 2 дуплиран јавен долг на државата. Ако држава го дуплирала својот јавен долг, тоа значи дека требала да ги дуплира и стапките на економски раст на бруто домашниот производ, што не се случило. Затоа зашто во истиот период ние имаме исти стапки како и претходно на раст на бруто домашниот производ од 2 до 2,5%. Раст година на година. Тоа значи дека парите за кои што сме се задолжувале како држава не биле инвестирани во продуктивни инвестиции. Тие биле инвестирани во непродуктивни инвестиции. Од каде тоа се гледа? Ако ја земеме само евроврзницата, која што доспева на 24 јули оваа година, од пола милиарда евра, земена 2015 година, таа е инвестирана во Скопје 2014. Значи, 2015 година државата е задолжена не како што се збори за патишта, не како што се зборува за болници, туку таа е задолжена за 2 квадратни километри во центарот на град Скопје. Од влада на ВМРО ДПМН, од претеничката која што ми го поставува прашањето. Дупло зголемен јавен долг. Нема држава во светот која што дупло го зголемила јавниот долг и нема зголемување на раст на бруто домашниот производ. 2016 година почнува период на стагнација на јавниот долг. Период на стагнација на јавниот долг, каде што од 48% јавниот долг 48,8 до моментот пред почетокот на најголемата светска криза во 2019 година изнесува 49%. Само 0,2% разлика. Значи не е зголемен јавниот долг во предкризниот период, но стапките на раст на бруто домашен производ се зголемени за 1,1%, бидејќи стапката на бруто домашен производ раст беше 3,6%. Значи без задолжувања, со стагнирање на јавниот долг, 1,1% поголем раст на бруто домашниот производ. При тоа, има уште еден важен параметар кој што треба да се гледа. Сите години на зголемувањето на јавниот долг, ние имаме намалување на приватната потрошувачка во државата и имаме зголемување на јавната потрошувачка во државата. Ако нешто не треба да биде карактеристично за конзервативна економска школа, која што треба да биде дел од ВМРО, е токму тоа. Но што беше поентата? Нема да им даваме поврат на ДДВ на граѓаните и на фирмите, нема да зголемуваме минимална плата, нема да дотираме придонеси за да расне просечната плата, сите пари ќе седат на државна сметка и ќе се прават тендери за споменици, за фасади, за стиропори и така натаму. Тоа беше економската политика. Значи, токму тоа беше. И затоа се задолжувавме со каматни стапки од 8%, од 9%, од 5,5%, 3,675%, а имавме економски раст од 2,5%. Основна економска логика е, кога се задолжувате, мора растот да биде поголем од каматата. Ниту еднаш немаше задолжување на сите министри на ВМРО ДПМН помала камата од раст. Сите беа со поголема камата, со помал раст. Прва евроврзница, која што е земена во оваа држава, каде што растот ќе биде поголем од каматата која што ќе се плати е оваа последна евроврзница од 700 милиони евра која што ја зедовме оваа година во март. Тоа е првата. И само по основ на камати
Бидејќи ќе ја вратиме евроврзницата од 500 милиони евра, ќе заштедиме 82,5 милиони евра пари на граѓаните. При тоа што е постигнато? Зголемена минимална плата, зголемена просечна плата, зголемени инвестиции во приватните инвестиции, бидејќи има поддршка на инвестициите и имаме зголемен економски раст. Доаѓаме до моментот на кризата. Во кризата ние имаме раст на долгот од 49% на 60,2 до 62,5%, кое што транспарентно е напишано во фискалната стратегија на државата 2021-2025 година. Тука гледана во собранието. Никој не ја криел, никој шпиунски не ја носел по комисија, па да има тепачки тука по собрание, како што имаше за таа евроврзница во 2015 година со изфрлање пратеници од собрание. Баш така е. Баш е така. Значи, баш е така. Пошто 10 пати ме прашувате за јавниот долг, еден пратеник почитуван станува овде, нов ден, ново задолжување, еве сега ќе збориме за сите задолжувања што се случиле. Зашто се земени овие задолжувања? Зошто се земени? Затоа зашто со парите, со сите пари од задолжувањето, од 49 до 62,5%, сите се потрошени за поддршка на стопанството и за поддршка на населението. 1,168 милиони евра чинат 6 пакети милиарди евра чинат 6 пакети на помош за стопанството и за граѓаните. 200.000 работни места се спасија. Пола милион евра граѓани беа поддржани со еднократна финансиска помош. Намаливме даночни стапки. Значи, ефективната даночна стапка во Република Северна Македонија не е 18%. Ние имаме повластени стапки од 10%, од 5% и имаме намалени стапки во занајчиската дејност и имаме намалени стапки во ресторантската дејност, израмување на стапките на 10%. И се е тоа намалување на приходите во буџетот. Значи, да не ги мешаме задолжувањата и јавните долгови. Сега имавме прилика да видиме како се движел јавниот долг во државата. При тоа, и при овој јавен долг, нашиот проектиран раст е над 4%. Тоа е 3% над каматната стапка со кој што е земена последната евроврзница, што значи дека таа ќе генерира позитивен раст во економијата. Во 2025 година, и за фабриките ќе ви кажам, имам 2 минути. Во 2025 година се планира намалување на јавниот долг под 60%. И тоа не е декларативно намалување, зашто во предлогот закон за буџети, кој што е доставен пред собранието, постојат фискални правила, каде што е дефинирано дека јавниот долг ќе биде под 60% и дека ќе имаме дефицит во рамки на мастришките критериуми. Во однос на фабриките, точно е дека ние сме една од земјите кои што има слободни економски зони. И ја тоа го поздравувам. Зошто? Затоа зашто имаме компании кои што вработуваат наши сограѓани, кои што имаат увоз на стоки и кои што имаат извоз на стоки, но она на што работи државата е, прво, како тие вработени, да ги качиме со плати над просечната плата во државата. Бидејќи сите до еден беа со просечна плата под просечната плата во државата. Како тие компании да придонесуваат во данокот на добивка во државата? Бидејќи тие компании се ослободени од данок на добивка во државата. Како на тие компании да успееме, низ разговор нормално, бидејќи тие се значени за економијата, да ги убедиме дека самите треба да ги финансираат тренинзите и развојот на вработените, а не од државниот буџет. Само тогаш сите ќе бидеме заедно, и компаниите кои што се во слободните економски зони и компаниите кои што се надвор од слободните економски зони. Тоа е прва работа. Втора работа. Ние не можеме да се држиме само до компаниите кои што се во технолошко-индустријските развојни зони. Во оваа држава, во текот на изминатите 4 години, беа направени реформи и беше направена поддршка на софтверската индустрија. Таа софтверска индустрија, на која што и вети оваа влада и ќе го направи тоа, данокот на личен доход ќе го сведеме на нула. Зошто? Затоа зашто сакаме да биде пропулзивна, младите да учат информатика и да работат, и по примерот на други држави да може и од странство да дојдат да работат тука програмирање, со што ќе го зголемат производството на софтвер, ќе се продава и државата ќе има многу поголем бенефит во однос на бруто домашниот производ. Толку за јавниот долг, кој го креираше,
какви стапки на развој креираше и за развојот на индустријата. Ви благодарам. Благодарам.